Почитувани гледачи, ги следите регионалните вести на телевизија Кисименада. Во нив ќе гледате. Во голем пожар кој се случи викендов во Гостивар, целосно изгореа неколку бараки. Семејствата останаа без покрив над главата. За обид за убиство на гостиварскиот јавен обвинител се осомничени 3 лица, од кои еден 17 годишник. Доделен 3D принтер на тетовски гимназијалци за освоено прво место на надпревар за креирање видеоигри. Во голем пожар кој се случи викендов во Гостивар, целосно изгореа неколку бараки. Семејствата останаа без покрив над главата и бараат помош од институциите. Пожар остави 8 социјални семејства во Гостивар на улица. Оган ги проголта бараките спроти техничкото училиште каде што живееа и сега се без покрив над главата и без се што поседувале внатре. Пожарот се случи во недела рано наутро околу 4 часот. Луѓето кажуваат дека пламените јазици многу брзо се прошириле во објектите и за да се спасат морале да бегаат веднаш надвор. Бараат институциите да им помогнат и да им обезбедат живеалиште. Кој сака да помогне, изгоре, све пепел, не ми остана ни здравствена книжка, ни лекарства, не ми остана ни ништо. Оперисана сум тешка операција и сега сум на улица. Ете собата моја, она ондака, карши. Се ми изгор, ништо не може да спасам черко. Ништо. Кај сега, како што ќе правам, ни на лекар не може да одам. Документи, ствари, пари, све што имам, изгоре. После тоа излеговме ние надвор и ја спасив жената. Комшиката моја, јас ја спасив, таа беше во сон. Му чукав на прозор, дори сакав и прозорот да го скршам, мора да ја спасам. Добро, и сега сте без покрив на главата. Сега немаме ништо, немаме никаков покрив. Сега општината нас не смести во хотел сме моментално. Тоа ќе биде 3-4 дена. Сега тие ќе имаат овие денови состанок за нас, да видат што како да ни најдат покрив да си имаме ни на глава. Значи јас не сакам да ме носи тој мене кирија, да ми плати, тој ќе ми плати мене примерно 3 месеци или 2 месеци кирија. Јас сакам да си имам покрив за стално. Значи јас сум со болна мајка, со стар човек сум, таа има проблем со видеот, со мултиплекс, ја немам кај да одам, мене све ми изгоре. Јас дека таа вечер спие, комшиите, овие комшиеве ме спасија менека, сенати Исман и Лирка, маж и жена, и детето, ми чукаа на џамот да станам. Кога отвори вратата, во кодникот пламен имаше горе шогин и два некој жива глава спаси. А кој запади, што направил, не знам. Само молам општината, татко и мајка на нас. Овде што живеем да ни помогнат социјалното, труд министр за транспорт и СИЗО да ни помогне. Само тоа молиме да ни дадат покрив на главата. Тоа сакам само, ништо друго. Ја барам овде да ме средит мене државата. Капа да ме стат мене, семено право, ништо друго. Не разбавте сега, друго не ми треба хич. И еден моабет. За себе зборам ја. А моабети не. Сакам станарско право, тоа ме иму банес. Барам од државата да ме средит мене капа да ми дават. За мене зборам, а за другите не ме интересират. Општина Гостивар обезбеди привремено сместување за семејствата од опожарените бараки. Црвениот крст донираше хуманитарни пакети, а Народната кујна на организацијата Дава се обврза да им носи храна. Семејствата велат дека секоја помош е добре дојдена, но бараат трајно решавање на домувањето, за да можат да си ги создаваат основните услови за живот. За обид за убиство на гостиварскиот јавен обвинител се осомничени 3 лица, од кои еден 17 годишник. На двајцата полнолетни, Тетовскиот суд им определи притвор во траење од 30 дена. За малолетникот пак, постапката ќе се води според Законот за правда на децата.
Три лица, двајца полнолетни и еден малолетник се осомничени за обид за убиство на јавниот обвинител од Основното јавно обвинителство Гостивар. Против нив постапка поведе Тетовското обвинителство за да се обезбеди непристрасност на истрагата. Оттаму информираат дека инцидентот се случил во раните утрински часови на 21 ноември, кога осомничените со извршители заедно со малолетник на возраст од 17 години се обиделе со умисла да го лишат од живот јавниот обвинител. Оштетениот со својот автомобил и негов роднина се движел по патот низ селото Чегране, а еден од осомничените бил застанат со автомобилот сред патот пред куќата на другиот осомничен. Во тој момент јавниот обвинител им блиндирал со светлата за да го ослободат патот. Откако оштетениот поминал со возилото, осомничените со автомобилот продолжиле да го следат, па кога застанал започнале да го навредуваат и агресивно да се однесуваат затоа што им блиндирал. Оштетениот им се представил дека е јавен обвинител и дека доколку има потреба ќе повикаат полиција за да го расчисти настанот. Сите тројца осомничени започнале да го удираат, а малолетникот од джебот извадил нож со кој му задал убодна рана во задната десна страна од градниот кош. Потоа се обидел да го прободи уште еднаш, гледајќи дека осомничените имаат намера да го довршат делото и да го лишат од живот. Оштетениот извадил пиштол кој го поседувал со дозвола и испукал предупредувачки куршум во воздух со што ги запрел. Против двајцата полнолетни со извршители донесена е наредба за спроведување истражна постапка. Судија на претходна постапка од Основниот суд во Тетово го прифати предлогот на јавниот обвинител и им определи притвор во трајање од по 30 дена. За малолетникот пак постапката ќе се води според Законот за правда на децата. Тимот четворица тетовски гимназијалци на надпревар во креирање видеоигри според гласовите на публиката освоија прво место, а со тоа добија специјален 3D принтер кој што го донираа за нивното училиште. Четворица ученици од Тетовската гимназија Кирил Пејчиновиќ остварија значаен успех на надпревар за креирање видеоигри, организиран од M3DS Академијата од Скопје, пласирајќи се во топ 30 најдобри игри создадени во рамки на надпреварот, а во конкуренција од 553 видеоигри. Во рамки на надпреварот, пак според гласовите на публиката, тимот од четворицата гимназијалци го освои првото место, а со тоа тие станаа добитници на специјален 3D принтер. Овој надпревар е уште еден доказ дека Тетовската гимназија има талентирани ученици со кои што може да се гордее. Од гимназијата Кирил Пејчиновиќ учествуваа 4 ученика во еден тим, Фейс. Тоа се учениците Филип Бојаровски, Петар Симовски, Стефан Узунов и Димитар Ефремовски и навистина постигнаа голем успех, бидејќи од вкупно 553 игри го влегоа во топ 30 игри. Нивната игра беше избрана во топ 30. Подоцна на гласањето од публиката го освоија првото место и тоа со убедлива победа. Со овој надпревар ние успеавме да ги дизајнираме и да ги спрограмираме нашите први игри. Со помош на Академијата ние го добивме нашето прво искуство за овој надпревар, за гейм дизајн надпреварот. Огромна благодарност да даваме до нашата професорка Лидија по информатика, која што ни обезбеди место каде што можевме да ги креираме нашите игри и без никаков прекин, без никакви пречки успеавме да ги креираме нашите игри. Исто така огромна благодарност до професорскиот колегиум на Кирил Пејчиновиќ, кој што исто така ни помогна за ослободување на надпревар и ни даде голема поддршка заедно со сите ученици од Кирил Пејчиновиќ, ни помогнаа за победа. Огромна благодарност до Дарко Гавро, кој што не сподели во многу позната Facebook група Го љубим тето, каде што ни донесе доста многу гласови за ни пронесе за победа во овој надпревар. И со овој надпревар што освоивме прво место добиваме 3D принтер кој што сакаме да го донираме на нашето училиште Кирил Пејчиновиќ за да принесеме во условите на тоа училиште. Како што истакнува професорката по информатика Лидија Ивановска, учениците од Тетовската гимназија земаат активно учество и во други интернационални и државни надпревари во полето на информатиката, каде што исто така остваруваат позначајни успеси. Состојбата со COVID-19 во училиштата е апсолутно стабилна, изјави денеска министерката за образование и наука Мила Царовска. Таа истакна дека во интерес на учениците е наставата да биде со физичко присуство.
Состојбата со ковид во училиштата е апсолутно стабилна. Имаме од 0,01 до 0,03% позитивни нови случаи, да кажеме на дневно ниво, бројката се движи помеѓу тој процент. Вкупната бројка на активни случаи во еден момент е околу 0,3% од вкупно 255.000 ученици кои што ни се со активно физичко присуство во моментот во образовниот систем и на тој начин продолжуваме да ја следиме состојбата и да го имплементираме сценарието со физичко присуство. Секако доколку Комисијата за заразни болести има, да речеме, понатаму различни информации или нешто поинаку се случува, како Министерство сме подготвени да реагираме и да го промениме сценариото, но во овој момент сите индикатори, сите бројки покажуваат дека состојбата е стабилна и дека во највисок интерес на учениците е да наставата се одвива со физичко присуство. Процентот на вакцинирани наставници е навистина висок, околу 75%, што е речиси 2 пати над националниот процент, што укажува дека кај наставниците се појавува таа одговорност за учество во јавна служба и создавање на идните генерации кои што треба да ја вода државата, што значи дека некој значителен отпор не се јавува, секако дека над тој процент се појавува и процентот на оние кои што прележале и сметам дека во моментите кога ќе се носат одлуките ќе се има решение за секој еден кој што е во системот на образование. Повеќе физички напади регистрирани во полицискиот билтен за изминатиот викенд. Во продолжение деталите. Ноќеска половина час по полноќ полициски службеници во акцијска контрола спроведена на угостителски објект на улица Страшо Пинџур во Тетова, сопственост на 44 годишникот Тетовско селце, лишили од слобода 22 годишничка од Република Србија и 27 годишничка од Скопје поради сомнение дека 22 годишничката го злоупотребила туристичкиот престој во земјава, а 27 годишничката поради сомнение за нејзина инволвираност во трговија со луѓе. Двете женски лица задржани се во полициска станица Тетово за натамошна постапка. Вчера вечер околу 22 часот и 30 минути во Тетовско камењање полициски службеници лишиле од слобода 24 и 29 годишникот Гостиварски Добридол, затоа што при преглед им била пронајдена марихуана и дробилка. Двајцата се задржани во полициска станица за целосно расчистување и документирање на случајот, пошто ќе им бидат изготвени соодветни поднесоци. Полициски службеници вчера околу 8 часот и 15 минути во Тетовско Мерово лишиле од слобода 33 годишникот Скопско Паничари, кој со неговото патничко моторно возило Volkswagen Golf без регистарски ознаки пренесувал огремни дрва без потребните документи. Возилото и дрвата се одземени и се предадени на шумска полиција за натамошна постапка, а тој бил задржан во полициската станица за расчистување и документирање на случајот. Вчера околу 1 часот и 40 минути на улица Маршал Тито во Тетово, полициски службеници привеле 19 годишничка од Република Косово, а поради илегален влез и престој на подрачјето. Таа е задржана во полициска станица Тетово за натамошна постапка. Ноќеска половина час по полноќ 21 годишна девојка од Тетовско село пријавила дека околу 21 часот напад за попова шапка по меѓусебна вербална расправија во возило физички била нападната од 23 годишникот Тетовско камењање со кого била во љубовна врска. Се преземаат мерки за расчистување на случајот. 40 годишничка од Тетовско Теарце пак вчера вечер во 19 часот и 50 минути пријавила дека нејзиниот малолетен син околу 2 часот и 20 минути на излегување од угостителски објект дискотека во Тетово физички бил нападнат од повеќе лица од кои двајца познавал. Се расчистува и документира случајот. 27 годишникот Тетово вчера во 18 часот и 20 минути во СВР Тетово пријавил дека околу 11 часот физички бил нападнат од сопственикот на автопералната во која работел на улица Борис Кидрич во Тетово. Се расчистува и документира случајот. 38 годишникот Тетовски Челопек вчера во 21 часот и 40 минути пријавил дека околу 16 часот и 30 минути во Тетовско Милетино физички бил нападнат од 3 лица од кои двајца негови роднини. Се расчистува и документира случајот. Вчера во 11 часот и 30 минути 28 годишникот Гостивар пријавил дека околу 3 часот и 30 минути во гостителски објект на улица Никола Тесла во Гостивар, каде што престојувал со неговиот другар, исто така од Гостивар, физички биле нападнати од еден гостиварец. Се расчистува и документира и овој случај. Вчера во 16 часот и 45 минути 41 годишникот Гостиварска Горна Бањица пријавил дека неговиот малолетен син и негов другар пред угостителски објект на улица Кеј Братство Единство во Гостивар физички биле нападнати од две лица кои ги познавале. Се расчистува и документира случајот. 58 годишникот Тетовско Шемшово пак вчера во 12 часот и 30 минути пријавил дека во неговата нива во местноста Леска во атарот на ова село пронашол две рачни бомби кашикари и 3 куршуми калибар 12,5 мм. Извршен е увид, а пронајдените експлозивни средства се подигнати и транспортирани од представник на Дирекцијата за заштита и спасување.
Спроведени акцијски контроли во текот на викендот за санкционирање на возачи кои управуваат возила со брзина поголема од пропишаната. На 20 ноември во периодот од 10 до 14 часот на подрачјето на СВР Тетово спроведена е зајакната акцијска контрола за санкционирање на возачи кои управуваат возило со брзина поголема од пропишаната, при што санкционирани се 114 возачи. Од нив 56 возила се движеле со брзина над 50 км на час повеќе од дозволената, а 6 возила се движеле со дури над 70 км на час повеќе од дозволената. При тоа 17 возачи ја пречекориле брзината во населено место, додека 97 надвор од населено место. На сите прекршители изготвени им се соодветни поднесоци. Акцијска контрола била спроведена и вчера во периодот од 12 до 18 часот на подрачјето на СВР Тетово. За санкционирање на возачи кои управуваат возила со брзина поголема од пропишаната, санкционирани се 163 возачи. Од нив 72 возила се движеле со брзина над 50 км на час повеќе од дозволеното, а 8 возила се движеле со дури над 70 км на час повеќе од дозволеното. При тоа 59 возачи ја пречекориле брзината во населено место, а 104 надвор од населено место. Засилените акцијски сообраќајни контроли продолжуваат и во наредните денови. Од СВР Тетово со апел до граѓаните да ги почитуваат сообраќајните правила и прописи, за да се зголеми безбедноста во сообраќајот и заедно да се придонесе за посигурни патишта. Почитувани гледачи, тука е крајот на регионалните вести. Ви благодариме на вниманието. Следува спортскиот преглед со колегата Павле Симоски. Пријатно.